Прво, до општина Центар немаме доставено никаков проект, ниту барање за дозвола за градба, ниту идеен проект, ниту било што. Но и да било кој да достави, знаете, не само тој, други 30 плана се под мораториум. Односно, тоа е одлука која што донесе Советот на 27 декември 2017 година со поддршка на советниците и со што сите ново започнати постапки се стопираат. Така да било кој, не зборам дали тој или било кој што е опфатен во 30 плана, кој што нема започнато постапка, поднесе ќе биде одбиен од општина Центар, се додека не се ревидира планот. Тоа сакам да го појаснам на јавноста, дека таму уште од предходно се уцртани, прво беа 100 катници, па 60 катници од предходната гарнитура на власт. Ние баш заради таа цел го донесовме и мораториумот за да може да ги ревидираме плановите и на крајот самите граѓани кои што живеат, луѓето кои што се во тоа опружување, стручната јавност, советниците, службите одредат што ќе биде не само во тој дел, него на цела територија, односно секаде каде што опфаќа мораториум, односно 31 детален урбанистички план. Без разлика кој е собственик, може и државата да е собственик, може да и приватно лице. Ама ние секогаш го продолжуваме, зависно со тоа како ни оди ревидирањето на планови. Веќе имаме неколку планови ревидирани, ќе бидат ставени на седница на Совет, кога ќе бидат ревидирани и одобрени од Советот, тогаш тие се тргаат од мораториумот. Што сакам само да појаснам за да биде јасно. Ние баш заради тоа и го донесовме мораториумот, бидејќи имате некаде собственик е држава, некаде е приватен собственик и така натака. Баш заради таа цел за да можеме да ги скратиме. Значи јас и во летото имаше една таква изјава каде што се кажа дека таму се уцртани 60 катници и ние рековме дека како општина нема да дозволиме не само таму него било каде на територија на општина Центар да се градат такви високи згради. И нашата тенденција е намалување, отргнување колку што е можно повеќе на нешто што е претходно донесено. И затоа го правиме тоа ревидирање на план. Нашата борба е што е можно повеќе да заштитиме површини слободни, да не дозволуваме повеќе градби какви што биле. Нормално таму каде што имаме простор и можност. Мора да знаете дека многу голем дел од објектите се приватна сопственост, од претходно тоа имало затекнато некое право. Ние ќе се потрудиме се што може да го согласиме по барање како што сакаат граѓаните. На крајот ќе се има јавна анкета, вие како новинари ќе се бидете запознаени, стручната јавност, комисиите, градот Скопје, Министерство за транспорт и врски ќе учествуваат и ќе се одлучат каков ќе биде тој план. До тогаш, додека трае мораториумот, ниту може да поднесе некој да гради, ниту да започне да гради. Значи сега ќе се ревидира мораториумот за овој случај или не? Мораториумот се продолжува, се ревидира планот. Значи, планот се ревидира и се работи. Тоа е постапка која што трае одредено време. Мислам дека во најбрзо за неколку месеци веќе ќе го имаме во нацрт фаза, ќе се презентира пред јавноста, ќе се свикаат граѓаните кои што се опфатени, засегнати во тој дел каде што живеат, бидејќи таму не се решава само за објекти, него се решава и комунално инфраструктурни проекти, а посебно во тој дел имат многу за работа. Ќе бидат свикани граѓаните и сами ќе се одлучат што како планираат да се случува со нивната населба, нивното мало. Тоа е, ќе се бидете присутни, ќе ги видите анкетните листови, значи се е нешто што ќе биде транспарентно. Да не беше мораториум, односно овој совет да не донесеше одлука, тој имаше право да поднесе и да си ги бара нешто што претходно 2008-2012 им ги уцртал. Тогаш бил Тодоровиќ, претходно Аларова, знаете кои биле министри, кој бил премиер. Значи ние дојдовме и ставивме пауза, рековме не, ќе ревидираме, ќе правиме и тоа се ќе биде во согласност со позитивните законски норми, но и пред се со барање како што сметаат граѓаните. Ќе се има јавна транспарентна постапка, ќе се види што и таму ќе се случува. Вие лично како градоначелник, мислам пред се како човек, сметате дека треба да има таму толкова високатница со оглед на состојбава од воздух и со уништување Јас го кажав мојот став дека такви габаритни градби не само таму, него во било кој дел од центарот се противам и за тоа и се борам. Мораториумот беше поднесен од страна на градоначелник, беше поддржан од Совет баш заради таа цел. Сите тие габаритни објекти кои што можат дополнително да го уништат градот Скопје, посебно општина Центар која што е и претходно премногу уништена, да можеме да ги трнеме. Мене ми е многу криво и жал, затоа што кога се цртале, кога се работеле тие планови, не се направило ништо да се спречи, но еве сега имаме можност да го исправиме и тоа ќе го направиме во соработка, како што кажав, со целата стручна јавност, луѓето кои што работат, архитектите, позитивните законски норми. Имаме веќе такви примери каде што одредени блокови, имаме баш блок 9, тоа беше во горе на Водно, каде што во соработка со граѓаните на постоечките места каде што им било дозволено, ние се согласивме да не го упропастуваме јавниот простор, скративме колку што може. Тоа граѓаните го прифатија, вика да, сакаме тука мирно да живееме, не сакаме повеќе градби и они се сложија, значи идеме веќе на таа постапка. Но носење на план е една процедура
какво што е оваа сложена, нешто што е носено пред 5, 10, 20, 30 години, не можеме да го смениме за месец, 2, 3. Али пак ќе ви кажам, ќе го следите процесот, заедно со граѓаните ќе бидете запознаени. Нашата цел е да продолжиме како што почнавме со паркот кај Филхармонија, и таму има предвидено, ние се трудиме, и таму има предвидени маркици, таму предвидовме да биде зеленило, и на други места се предвидуваме да го зголемиме, односно го практикуваме новиот закон за просторно уредно планирање, каде што повеќе се бара зеленило во површините кои што се, односно во самите детални урбанистички планови. Меѓутоа, гаранција за тоа дека ќе успеете во нешто што ве кажува дека ќе може да успеете да ги спречите на малите висококатниците? Па видете, ние ќе ги искористиме сите можности. На крајот одговорноста за носење на деталните урбанистички планови по сите позитивни законски мерки е општина Центар, односно Советот на општина Центар, како што некој предходен совет тогаш на ВМРО ДПМН донеле 60 катници, ние ќе се потрудиме таму да намалиме, или односно ќе видиме што и како ќе биде предвидено. Значи не можам од старт да кажам што и како, али ќе си има анкета, ќе си биде утврдено од самите комисии, и тоа ќе биде ставено од дневен ред. Ако се согласуваат граѓаните и советници, тоа така ќе биде изгласано. До тогаш, додека не се ревидира планот, ќе си имаме мораториум на тој план и таму нема да може ништо да се извршува што од претходно е донесено. Тоа е целта на мораториум, се додека не се ревидира, не се исправат грешките или овие глупости што се направени во минатото, до тогаш ќе го држиме мораториумот кој што така популарно го нареков.